Како што знаеме, долги години, па и децении, меѓуетничките односи беа главниот извор на добивање гласови на изборите во Македонија, што представуваше силен поттик за партиите, особено оние со националистички агенди, да пред секои избори, а такви имаме ние речиси секоја година, што редовни, што вонредни, ги потекнуваат меѓуетничките односи, бидејќи им носеа во нивните етнички кампови одреден број на гласови. Сега, со ставањето на една друга тема на агендата, како што е едно општество за сите, без разлика дури и колку успешно таа се развива, а тоа е еден од ризиците, односите меѓуетнички повторно се вратат на сцената, но со правењето и на предизборните меѓуетнички коалиции, каде што ние првпат во историјата на Македонија добивме меѓуетничка коалиција која е формирана со јасна програма пред изборите, некако се испумпаа оние теми кои што беа помалку и, како да кажам, вештачки наметнувани, се разбира, вон неопходноста за тие односи да се разговара кога има реални проблеми. Така што во овој момент ситуацијата во Македонија е прилично опуштена во таа смисла, но меѓуетничките односи се секогаш биле, а и ќе останат во врвот на интересот на политичката и општествената заедница, бидејќи нивното разнишување, да кажем, на тие односи, манипулацијата со тие теми и така натаму, секогаш е многу лесно, може релативно брзо да се создадат одредени политички тензии, бидејќи во Македонија се уште екзистираат одредени културни, политички стереотипи, одредени политики од кои што важни актери, па и поединечни политички кариери црпат теми за своето авансирање на политичката сцена.